Пред 2 години Рафик Ул Ислам добил иселеничка виза преку лотаријата за зелена карта. Дошол од Бангладеш со само малку повеќе од облеката на себе и сон за подобар живот. I applied for came America. I want to change my life. Се пријавив и дојдов во Америка. Сакав да си ја променам среќата. Ако успеам, ќе можам да го поддржувам семејството. Затоа се пријавив. Идејата за лотаријата е на починатиот сенатор Едвард Кенеди, кој во 1990-тите сакаше да им даде можност на европските и други држави со ниски имиграциони квоти. Лотаријата, официјално позната како виза за разновидност, е релативно мал проект, со 50.000 визи, споредено со повеќе од 1 милион зелени карти годишно, колку што се даваат по разни други основи. Добитниците, како Рафик Ул Ислам, мора да минат безбедносна проверка и за да се квалификуваат потребно е само завршено средно училиште или работно искуство. Според адвокатот за имиграциони прашања Раджив Кана, оваа виза ја символизираше сршта на американските вредности. Но според предложената имиграциона реформа во Конгресот, зелената карта е пред укинување. Наместо тоа ќе се прошират можностите за професионалци како Бушан Парек, кој има дипломи по наука, технологија, инженерство и математика. Неговата работна виза, H1B, е спонзорирана од една голема американска компанија. Because I had done the engineering in India, the 4-year degree. Имам завршено факултет за инженерство во Индија и едногодишно работно искуство. Им се допаднав и затоа што ги имам менаџерските способности што им се потребни. Некои законодавци се против елиминирањето на зелената карта со аргумент дека САД треба да им дадат можност на најсиромашните и на оние кои немаат многу шанси во животот. Но во вакви тешки економски времиња, коментира адвокатот Раджив Кана, праведноста повеќе не е приоритет. Разновидноста повеќе не е доблесна што се бара во предложената реформа на имиграциониот систем. Наместо тоа од имигрантите бараме. Што може да сторите за нас? Кана додава дека додека американските бизниси лобираат за повеќе професионални визи, сиромашните од земјите во развој немаат такви моќни спонзори.